уникатно дизајнирани, стилски направени букети кои што се неповторливи. Букети од најразлични видови на цвеќиња и букети со мечиња. Токму ова се го прави младата Антонија Миличевиќ, која што е економист по професија, но својата креативност ја искажува на еден друг начин со создавање на најуникатните букети. Како настана приказната за Наоми, но и што ја натера младата Антонија да ја пренасочи својата професија, односно од економист да стане цвеќарка, ова утро ќе да знаеме токму од нејсе. Антонија, ќе ти посакам добро и убаво утро. Навистина мора да ти кажам дека преубаво е чувството кога денот започнува нели со цвеќиња и со изобилие на цвеќиња. Како настана приказната за Наоми? Па, најпрво ви благодарам што сакавте да бидам дел од вашата емисија. Приказна, искрено некоја голема приказна позади отварањето на цвеќара нема, затоа што јас, како што кажавте, завршив економски факултет и графички дизајн, и овие две професии немаат и некоја голема поврзаност со цвеќиња, но колку што немаат, мислам дека и толку и имаат, затоа што маркетингот од една страна е многу голема, од голема значајност за секој бизнис, особено мислам за бизнис кој што бара продажба, како и комбинација на бои, стилови и слично, мислам дека се тоа заедно прави една голема од помош и една голема слика за се ова. Мислам, многу ми олеснува буквално секоја работа. Што те натере, што беше на пресудно за да почнеш да работиш со цвеќиња, затоа што верувам дека си па и една од најмладите цвеќарки во земјава. Па може, да, може би сум најмлада, ама мислам дека сакав да работам едноставно нешто кое што ќе ми нуди голема креативност, нешто каде што едноставно ќе доаѓам со љубов на работа, што ќе сакам да го работам, и буквално си го најдов тоа, размислував што би можело тоа да биде, а како секоја девојка и како секоја жена што сака цвеќиња, така и јас сум сакала претходно и се уште сакам. Едноставно речев дека можам и да уџивам во тоа да го работам, да се надоградувам, секојдневно да учам. Јас кога почнав да го работам ова пред 10 месеци, нема ни една година, не знаев ништо на почетокот, буквално значи ништо, но со помош на колешката која што работи со мене уште од првиот ден, успеа да ме научи на многу работи за краток период и се уште учам, буквално секој ден се надоградувам. Да, навистина најразлични работи кои што не можат да се видат нели на друго место, најразлични боксови од цвеќиња, букети со мечиња. Од каде се црпи инспирација за секоја приказна да е толку различна и уникатна на свој начин? Па, ви благодарам многу. Инаку инспирација, мислам дека во денешно време кога имаме пристап до социјални мрежи 24/7, буквално можеме да знаеме какви букети или какви аранжмани се прават на крајот на светот. И цело време гледам, си измислувам буквално ствари кои што така мислам дека би одговарале, после испаѓа дека стварно убаво изгледаат. И мислам дека од секаде да црпиш барем по 1% на знаење или на нешто, мислам дека ќе бидеш исполнет со милиони идеи, буквално. Значи, баш затоа оваа работа ти нуди креативност, можеш на кој сакаш буквално начин да направиш нешто што ќе излезе преубаво. Да, сега имаме еден такав период нели од лето кон есен. Како се одржуваат? Каква е потребната нега на цвеќињата? Што им е потребно сега? Па, без разлика на тоа што е есен или било која сезона во годината, мислам дека цвеќето си бара љубов и грижа во текот на целата година. Баш затоа го земавме и ја земавме и оваа комора која што држи температура од 6 до 10 степени на цвеќето, а тоа е најидеалната температура каде што цвеќето ќе може да го постигне својот максимум, односно да биде најквалитетно, да изгледа најубаво и да трае колку што може подолго, затоа што сепак резаното цвеќе знаеме и дека нема некој многу долг рок, но колку што може да му се извади од него максимумот, да.
Така, колку веќе нас сакаат луѓето, имаат можност, сакаме нели ние жените, спомена и ти многу цвеќиња и буквално за секоја пригода сакаме и гледаме да однесеме цвеќе. Каков е твојот впечаток еве за овој период од 10 месеци? Па, искрено, како почеток, мислам дека секој почеток е тежок. Јас си бев спремна да си биде тежок, си сакав едноставно да одам чекор по чекор, полека, не сакам нешто одма да биде кој знае како. Мислам дека се што му посветуваш внимание, еден ден ќе ти се врати. И искрено тука луѓето си сакаат, буквално сите сакаат цвеќиња, особено во периодот околу денот на влюбените и 8 март, каде што тие два дена реално во годината се најбитни за во оваа работа. Но сепак мислам дека и другите денови се значајни. Има многу луѓе кои што не само на тие денови, туку буквално секоја недела на неделна база сакаат да разубават нечи ден или било нешто слично. Да, дефинитивно нема ништо побаво, нели од никој да ви го разубави денот со еден букет цвеќе. Какви се еве сега есенските декорации? Ќе подготвиме нели ќе направиме една есенска декорација, што ќе сочинува? Епа, есенски декорации, сега ние конкретно и не правиме некои сезонски декорации. Најчесто, односно еднашка, пошто веќе нели само една година, скоро ни цела година не сме отворени, најголем акцент сме дали на новогодишните икебани, кути или букети. Но сакам да кажам дека ние се држиме конкретно на еден стил во текот на целата година, не менуваме, со отстапки, да кажеме, за нова година, за денот на влюбените, тогаш нормално луѓето си бараат различни стилови и ние пробуваме да се прилагодиме. Но секој што и да побара, ние можеме да го направиме како со нарачка или слично, но на дневна база некои есенски декорации, вака да кажам, и нема толку, но со кој да си побара, може што и да си добие да направиме. Антонија, за каква декорација се одлучиве да подготвиш ова утро и да видат гледачите на Добро утро секое утро, каква е креативноста во Наоми? Епа, јас се одлучив за еден микс од различни цвеќиња, за да можете да видат со каков асортиман на цвеќиња работиме и да можат да видат едноставно креативноста до каде може да оди. Сега ќе пробам јас да дадам се од себе. Јас почнала со хортензија. Овие три се хортензии кои што изгледаат како топки буквално и се големи. Ќе додадам и овие еустоми кои што изгледаат на мали ружички. И секако без ружи ништо не може, така што избрав розови денеска, па ќе видиме тоа секако ќе испадне. Епа ева, мојот избор за денеска за да покажам беше ова, кое што, како што кажав, се состои од хортензи, трите големи топки лилакова, розова и плава, се хортензи, од страната имаме ружи и тие што личат на мали ружички, тоа се еустоми. Ова го избрав денеска како една вариација на повеќе цвеќиња, кои што се надевам дека дали ќе разубават некој ден, дали ќе разубават некое утро, некоја вечер или слично, би ми било многу мило и се надевам дека ви се допадна.
Навистина е прекрасно, Антонио, и јас ке ти се заблагодарам за одвоеното време и за ова прекрасно цветно утро. Се надевам дека внесовме нели и доза убавина и свежина во домовите на гледачите со ова преубава слика која што имаме ова утро од изобилие од преубави цвеќиња. Уште еднаш ви благодарам што ме поканивте да бидам дел од вашата емисија. Се надевам дека ви се допадна тоа што денеска пробав да ви го представам. Се надевам дека и на гледачите им се допаѓа тоа што го направив и се гледаме во некоја наредна прилика.